Молк од канцеларијата на ОПСЕ во Скопје за скандалозниот тендер на градежната компанија Евровија, откако Алфа праша за реакција во однос на обвинувањата за незаконска тендерска постапка за преадаптација на салата Борис Трајковски. Додека организацијата со која Македонија ќе претседава оваа година, за сега молчи, антикорупционерите полни раце работа. Тие најавија дека ги прибираат сите документи и ќе донесат конечна одлука за донаторот на ДУИ и собственик на Евровија, Алмедин Адеми, како и за тендерската постапка со која тој доби 1,8 милиони евра за вип-арената Борис Трајковски. Во секој случај, иако во законите се овие одредби недоречени до крај, ние нема да останеме да не одиме до крај, односно санкција да не се изрече. На ваков или онаков начин, ние ќе најдеме начин да се изречат санкциите. Да не бидам, како да речем, малициозна, но и да сгрешиме, подобро е да направиме чекор, да видиме дали ќе има реакција. И покрај обвинувањата во јавноста дека донатор на партија добива милионски тендер, премиерот Димитар Ковачевски на иста линија со министерот Бујар Османи. На тендерот била избрана најповолната понуда, а на институциите им порача да си ја завршат работата и да ги констатираат сите незаконски прекршувања. Доколку одредена компанија финансирала политичка партија, согласно закон тоа треба да биде наведено и треба да биде објавено, како што во овој случај било објавено. Дали тоа имало влијание врз изборот, тоа треба да го провери антикорупцијска комисија која што веќе има објавено, објави дека ќе отвори случај по тој основ. Би било сомнително доколку некој е донатор на одредена политичка партија и добие тендер со највисока цена, а не со најниска цена. Додека премиерот, министерот, антикорупцијска имаат одговор за скандалозниот тендер, обвинителството мува него лази и веќе цела недела молчи. Ниту државниот обвинител Љубомир Јовевски, ниту првиот човек на организиран криминал Ислам Абази, како да не живеат во државава, иако по допрен глас можат да отворат предмети да проверат како се трошат и кому му се доделуваат државни милионски суми и двајцата како да пропаднале во земја. Евровија веќе е на терен и работи на преадаптација на спортскиот центар. Од она што засега е познато, компанијата ќе ги реновира тоалетите и салите, а мебелот и електричната опрема ќе биде изнајмена. Министерот Османи за организирање на луксузната конференција побарал дури 8 милиони евра, но на владина седница му одобриле 5. Од нив 1,8 милиони се доделени на Евровија, компанијата на внукот на поранешниот вице-премиер од ДУИ Абдулаким Адеми, и уште 120.000 евра за пиар агенцијата Рейтинг, која ќе спроведува стратешки комуникации. Со останатите 3 милиони треба да се организира хотелско сместување и превоз со ВИП возила на 70 министри на ОПСЕ и нивните делегации.